Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска, како представници на македонската делегација, имаа своје обраќање и на вториот ден од Евроазискиот економски самит во Истанбул. Иванов го повтори својот став дека од почетокот на независноста Македонија имаше цел да стане дел од Европската унија и либералниот поредок, но токму во либералниот поредок што ги афирмира идентитетските права и слободи, нашите неотугиви права и слободата на самоидентификација се оспорени. Иванов обвини дека ЕУ, чие што мото е единство во различноста, ја негира нашата различност. Европската унија, која беше мировен проект, треба повторно да стане препознатлива по својата најголема моќ, а тоа е европеизацијата. Само преку европеизацијата се гради Европа. Само преку европеизацијата може да се шири просторот на мир, безбедност и просперитет во непосредното и пошироко европско соседство, во Северна Африка, на Блискиот Исток, на Кавказот. Балканот него спомнав бидејќи тој е коренот на Европа. Но Европа треба допрва да се сети и да се врати на корените. Председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска беше почесен гостин во рамки на панел дискусијата посветена на бројните предизвици со кои човештвото се соочува во 21. век. Истакна дека во ера на технолошки напредок фокусот е изместен и наместо делување кон зголемување на економскиот развој, човештвото е на тест пред предизвици со кои не би требало да се соочува во 21. век. Посочи дека бегалската криза и опасноста од тероризам представуваат вистински пример за тоа како безбедносните закани станаа реалност, и тоа не само за Европа и Азија, туку и за целиот свет. Во вториот ден на 20-тиот Евразиски самит во фокус сме со бегалската криза и мигрантскиот бран, кои што имаат навистина големо влијание врз економијата, не само во Република Македонија, туку и низ цела Европа. Се надеваме дека ќе произлезат навистина важни заклучоци од денешниот ден, така што ќе можеме нормално да изнајдеме некои заеднички решенија за тоа како да кажеме, ја олесниме најпрвен она кое што се случува во овој момент со бегалците на нашата јужна граница и секако да го минимизираме ефектот од кој што го има македонската економија од истото. Човештвото на крстосница е темата на 20-тиот Евроазиски економски самит во Истанбул, каде председатели на држави и влади, како истакнати високи владени представници дискутираат. Овој стратешки економски самит на највисоко ниво се организира од 1998 година.